Не баш интересен маркет кој што спомна вчера има впишано. Не знам дали следите случувањава со Иран, Израел, значи Иран доби зелено светло од Америка да напаѓа, поточно Израел зелено светло од Америка да напаѓа. Зошто? Ако се сеќавате уназад зборував дека доларо паѓа, значи цело време паѓа и ако не се престани, ако не го престана тој пат, да речем може да колапсира. Значи да го снема, ако го снема доларо, ќе го снема светов. Според мене, значи не сме долара да го нема, пошто ќе биде лошо за светов. Така да мора да си најди начин американчето да си го задржи долара во, да речем, во баланс, да има, да е јак, да е стабилен и до добро позната шема е да прави војни во светов, односно да поддржува војни со донации, како што поддржува израелска војна со Иран, како што поддржува Израел со Газа, како што поддржува Украина со Русија, значи зошто ти ќе донира амуниција, ќе донира оружје, ќе донира средства, ќе гради таму и така успева да има проток на тој долар, значи да размена, да речам, од израелски пари, не знам што користа таму, не знам што пари се разменува со долари, автоматски долар има стабилност, значи е побаруван, така да баш добро ќе му легне на Трамп ова војна, ама за жал нас како свет, не знам баш како веќе почнува да биде, жал ми е што ќе го кажам ова, ама почнува да биде религиозна војна ова и тоа е многу лошо. Така да Господ нека биде милостив и нека не чува. Што се однесува до тоа, а што се однесува до техничка анализа, минатата недела, значи последниот сигнал што го пуштивме од Икет, го пуштив точно пред CPA вести. Да не бе оние слипеч спредови и комишен на брокерите, не сме ни сврлени технички. Значи овде има во прашање не се 0.2 пипа, значи 0.2 тоа не е ни еден пип. Технички не сме сврлени, но тука постоја правила commission spread и бла 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 бла, кои што ни сврли од позиција. Е се овде што беше за мене специфично, беше то во средата ние отворивме позиција, средата се отвора овде во 12. Прв хај што го одбрав од средата беше Азија хај, односно највисоката точка одма од после Open Day. И што направив јас тука од највисоката точка му дадов breathing room едно 10 пипа, што ми беше окей. Зошто? Пошто овде, ако гледаме, имаме собрано buy side liquidity, имаме еднаш ретестирано на fair value gap, што за мене логично овде не би барал ретест, него би барал овде. Зошто? Ти овде имаме liquidity, односно средства кои што треба да речем банка да ги собери и да продолжи долу. И за да бидеме на сигурно да не биде 1, да не биде 2, да не биде 3, ставивме 10 пипа, односно ставив јас 10 пипа да се бидеме сигурни. Арнама, пошто не го контролираме ние маркета, го контролира банката, одлучи овој хај да го собери, да ретеста уште еднаш, кај ретеста во fair value gap. Се собира тој хај, низ фрлана се влегува еден со 2.8. Така да технички не е промаршен трейд, али капитало, на крај капитало ни е важен, капитало го гледаме, капитало, односно брокера кажа дека сме сврлени од позиција, така да жалосно е, ова е многу полошо од него ли стоп лос онака да те мачи, но како и да е, стоп лос е стоп лос. Следно што сакав, значи кога одиме на викли, имаме engulfing candle, значи преголем engulfing candle, на викли сме бериш, дели сме бериш исто. Овој тренд на викли го очекувам да слегува додолу, зошто ти ако одиме од викли структура, следна структура е тука. Така да овој тренд на бериш не е уште завршен и верувам дека треба цената да паѓа долу. Така да попатно, ако немаме некои нагли промени, попатно е секогаш би играл сел, пошто сме во тренд, то може и овде да си варира. Нешто да акумулира средства на викли, да, али секогаш кога ни би дало модел, навикли чим сме бериш, да или бериш, ни е доволно
доволно добар показател дека треба да одиме сел. Сега, одма имав тука најдено daily плюс weekly зона на интерес. Значи не чекаме во горнава, пошто логички ако чекаме во горнава треба свеќава да се отвори на weekly, да дојде горе да ретеста па сел. Така да таа не е моја логика одма после овај брейк овде, значи зона на интерес имаме овде low структури ако ги гледате, свеќава ова е затворена под овие сите други структури Моделот е или swing low да го кажеме. Само чекав мал ритест во таа зона, имаме психолошки левел, имаме еден вид на head and shoulders, можеме да кажам, брейк на neckline, значи се враќа ритест и се што ни треба е 4 сати да потврдиме конфирмација за сел. Сега, како дополнително го зовев овој buy side liquidity, што е во премиум. Тоа значи дека сакаме да се собери и во зонава на интерес да ни даде интерес сигнал за сел. Значи може слободно да одреагираат погоре, слободно од DMA. Се дур не дојде до вторава зона, ние можеме да бараме сел. Ако дојде веќе ценава да дојде во вторава зона, значи нема логика ние што да бараме сел, оставаме така како што е. Така да, ова е добар ритест во понеделник, зошто? Значи ова свеќа што се испали во понеделник е оној вик што го кажувам на викли. Сега, ако овде поздрав. поздрав, ако овде се отворила свеќата, пошла горе, значи може да ни остави слободно еден ваков вик, новој налик и да продолжи долу. Така да, чим имаме бериш викенд, да речем, очекуваме бериш кендел, ова е добар показател дека понеделник тргнува контра, да го стави вико, вторник, среда, четврток, да си продолжи надолу. Дали ќе биде така, не знаеме, но ако ни дај сигнал, ако ни дај тоа што очекуваме, сигурно знаеме дека ќе влеземе во позиција. Тоа што се однесува да оди Кет, Кет JPY, ова е преминатата недела што фативме трейдо. Значи, кога гледам дека тргнува директно нагоре, не ми е многу сјајно, зошто ти може да достигне таргетот, например, многу лесно да достигне таргетот тука, или подолу, значи кај и да му е таргетов, ако тргне директно нагоре и да почне после да се враќа надолу да ни ретеста, па да ни дај овде некаков сигнал, мене тоа искрено не би го зел како одлична ситуација. Зошто? Затоа што веќе цената си ја направила своето, односно пошла таму кај што треба и се вратила, да речем, во таа зона. Така да секогаш кога чекам рите, сакам директно да тргни ценава таму, да ретестира, да даде entry сигнал, па потоа да одиме за бај. Во оваа ситуација овој е предпоследниот реч што го фативме, а зошто гледав се уште бај, кога одиме на викли, гледаме дека сме негде во средина на тренд, последна структура ни е таа тука, последен хај од викли, пробушена викли зона овде кај што може да одреагира, на daily candle е пробушен, пратен ритест и еден engulfing. Само мотирајте се да нема звуци. Значи оваа зона имаме со engulfing candle е пробушена, ритест и поново повторно engulfing во петок. И се што очекував е понеделникот да се стабилизира, да ни даде ритест и да продолжиме. Наравно цената одлучува директно до бај, така да нема што да правиме многу, освен да не замени многу далеко од зонава на интерес, например вторник да се врати или да остави овој како пимбар, значи имаме уште 2 сати до затворање на свеќата, што искрено не верувам дека би се направила пинбар или да ни дај некаков патерн за ретест, така да ќе оставиме како неутрално, не знам што ќе се случи, ќе го имаме на око да речам, но не ми е баш сјајно што тргна директно на насоката кај што сакаме да одиме, кај што сакаме да купуваме. Така да тоа е за Cat JPY. GBP CHF, кој што кажував пред два викенди, пред 2 недели, тој ќе има стан за сел. Така и се случи, даде некои реакции за сел. Овде, ако видите, имаме некаков си head and shoulder, Head and Shoulders, break. Сега, што чекаме на Head and Shoulders, чекаме break и retest. Break на neckline имаме добиено. Сега се чека и retest. Значи имаме пимбар, одличен пимбар во петок. Понеделник да имаме retest. Утре може да добиеме некако си пимбар или припрема за сел и да одиме сел. Зошто и одиме сел? Викли имаме бериш, daily бериш. Кога одиме на викли имаме преголем engulfing candle, значи ни дава показателство дека цената да оди надолу. Има собрано повеќе свеќе од лево, значи имаме на EMA ретест,
имаме во Fair Value Gap retest, на daily имаме Head and Shoulders break на neckline, чекаме retest и следно што треба е 4 сати да се врати во зонава на интерес, имаме отворен Fair Value Gap во зоната на интерес, имаме EMA да акумулира средства, да ни даде entry сигнал и да одиме сел. Значи овде сега не мора стан, може кујча да клаите ако имате. Не мора станчинава чувајте и кујчата нека оди јабана. NZD USD. NZD USD counter тренд сум пишал, зошто имаме некакви си пимбар реакција, претходна булиш свеќа со реакција, лево имаме приду structure point, имаме инвергентен и се други останати работи, fair value gap имаме, buy side liquidity собран, значи некако ценава ми викаше да гледам за sell, значи затоа е counter тренд, ова е поризичен трейд од другите што ги играме pro тренд. Значи ова ни е како замена во случај да дај играме, така да нема многу што да зборувам, пошто е counter тренд, не е A плюс тренд. Имавме психолошки левел, сега на 4 сати би очекувал некоја преголема engulfing свеќа, значи да дај назнака дека го сменува трендот, сменува на позицијата, сменува на соката, тек тогаш може да играме само до тогаш, но станува само како да го имаме во watch листата. Ауди JPY weekly имам пишано bearish, daily bullish, 4 сати bearish. Сега, овој weekly пимбар и контра тоа што го гледаме, зашто ти сакаме да играме сел. Сакам искрено да дај лажна назнака, односно лажен мувмент за бај, да одреагира во отворен fair value gap и да одиме за сел. Ама гледајки на daily ова што си ме случајно данеска, пошто сега го отварам чарта, не бев активен. Преголем engulfing candle, ако се затвори на ова булиш структура, тоа е тоа. Го тргаме настрана и нема повеќе што да гледаме тука. Толку за Audi JPY и GBP CAT. Кога па и за Audi CAT, па и за GBP CAT. Ова е исто counter тренд. Само ние daily bearish, 4 сати имаме bearish. Зошто counter тренд? Значи ова е екстрим, да речам не екстрим, али зона на интерес кај што ценава не била дојдена од 2016. Така да гледаме дека има реакција еднаш, два пати, три пати сел, овде имаме еднаш, два пати, три пати сел, така да ова овде што гледате, значи ова овде што се гледа лево, сакам да се преслика десно. Зошто тие имаме истава слика. Пин барој сел. Пин барој сел. Сега ние моментално сме на срединава од трендов, односно на срединава од движењево на ценава, на импулсо, како сега да кажете. Така да очекувам ритест во зона на интерес. Овде имаме evening star, ако гледате, брейк на EMA. Значи, овој пимбар е одличен. Зошто? Од следната свеќа во вторник ќе се врати, ќе ритеста Fair Value Gap и од среда можеме, чак може и утре да се деси тоа, да гледаме сел. На 4 сати не ми беше нешто многу занимлив price action, односно, освен тоа што има EMA и овде има некој си отворено Fair Value Gap-че, али daily ми е убав, weekly имаме bearish engulfing, така да се што треба е да почекаме entry сигнал на помал timeframe, да го почекаме знакот што ни дава сигнал за да влеземе сел. Тоа е што се однесува до ценава и до техничка анализа за ова недела на маркетов. Може да биде непредвидлива. Во среда имаме CPI вести, имаме големи вести во CPI во среда, така да со ситуација што се случува со војниве, стварно, значи, што и да предвидуваме овде, светов не знае што би можело да се деси. Така да ќе гледам да бидам предпазлив многу. И јас бидете и вие. И мора да се пазиме, пошто светов не знаеме на кај ќе тргни, али знаеме техничка анализа, ако ни дај, да речам, тоа што треба, влегуваме, без разлика на се. Али пред време, агресивен трейд, импулсивно трейдење не препорачувам скоро никогаш, а најмалце во овие моменти. Тоа е што имав јас да кажам за техничка анализа и за ова, ако има прашање, слободно прашајте, ако не, сум изморен, сакам да се одморам. Така да ако има прашање, слободно прашувајте.
Мило ми е ако ви е јасно се, и ако ме разбирате тоа што го зборувам. Бидете предпазливи, бидете трпеливи, тоа што е наше ќе си дојди, тоа што треба да замени ќе замени без нас. Така да пазете се, чувајте се гледаме до следната анализа. Ве поздравувам и убава вечер. Поздрав. Чао, чао, поздрав.